Нема здравје без правилен начин на исхрана. Ово го тврдат нутриционистите кои се почесто се соочуваат со луѓе на кои им е потребна здравствена помош. Анализите покажале дека дури кај 70% од нив болеста им дошла поради лошите прехранбени навики. Спасот, но и превентивата, според експертите за храна, е во итното менување на навиките и замена на прехранбените продукти, полни со емулгатори, со природна храна. Ако се конзумира литро и пол вода, па и над литро и пол вода, и треба се внимава на гладен стомак од водата, не со ручекот и поручекот. Значи вода, овошје. Ако имаме доволно овошје, да речем барем 4-5 овошки, како што е јаболко, праска, во таа величина некои овошки, се разбира секој овошје е дозволено. И ако се руча, јас викам на моите членови од диет клуб, ти знаеш секој ден што ручаш. Твојот ручек се вика свежа салата, ти ручаш свежа салата со нешто сготвено. Ова е најдобриот начин да се спречат болестите, од кои се повеќе страда младата популација. Сега сите оние болести што беа автентични за години, да речам, автентични во мала бројка беа, над 50-та, 60-та година возраст, сега се автентични за деца под 10 години. Замастен црн дроб, замастени крвни садови, висок притисок, а да не говорам за оние многу сериозни заболувања, како што е диабетот, како што се инфарктите, канцерот и така натаму. Сите совети и искуства поврзани со здравиот начин на живот, нутриционистот Динева ги објави во книга, составена од 3 дела. Првиот дел од книгата се зборува општо, што значи сонцето за нас, што значи водата за нас. Вториот дел е веќе рецепти, се разбира рецепти во кои е напишано на здрав начин подготвени храни и од продукти од зелените пазари. И во третиот дел од книгата искуства на мои членови кои што се избориле со помош на здравиот начин на исхрана со соодветни болести. Прва во регионот своја промоција книгата имаше во Штипската библиотека.